Тука до мене е колегата Дејан Андоновиќ. Андоновиќ, добро утро. Добро утро. Ноќеска некаде до предполноќ следев на социјалните мрежи, на оние филови кои ги добиваме од Украина, од војната, од сето тоа таму што се случува и можете да забележам дека се водат крупни битки за Соледар. Дури на момент се почувствува како и самиот Зеленски да го предава градот. Па, први мораме да кажеме дека крупни битки цело време се одвиваат, меѓутоа западните медиуми или медиумите, али ајде ќе кажеме западните, бидејќи овие источни помалку ги следиме, ги дозираат информациите, па едношка даваат тежиште дека се случува, некогаш не даваат. Да им кажеме на гледачите дека Солидар е 15 километри од Бахмут, тоа се два града кои за многумина геостратези се сметаат како клучни геостратешки точки за освојување на Донецката или на Донбас, Донецката народна република, каде што русите имат ангажирано Вагнер, групацијата се бори таму заедно со Вагнер е таму се доброволци, платеници и затвореници, ако не се лажам. Многу затвореници, наводно има информации дека самиот Пригожин, собственикот, газдата на таа паравоена формација ги ослободувал затворениците со подпис дека дека се слободни луѓе кога ќе заврши војната, дека нема да бидат вратени во затвор и тие се веројатно многу мотивирани да се борат таму, но колку се обучени тоа не знаеме. Знаеме само дека таму битките се водат жестоки и дури за прв пат по толку месечни борби мораме да кажеме дека прв пат украинците признаваат дека се повлекуваат од оваа точка, односно дека полека паѓа и Бахмут и дека таа геостратешка точка ќе биде освоена од страна на русите. Повторно велам, прв пат украинците по оние иницијативи дека ќе се вратат во Донецк, Луганск, дека ќе го вратат Крим и така тоа. Зеленски изјавуваше дека нема тука што да се прекидува до пролет, Украина ќе биде ослободена. Некои такви изјави кои ниту изјавите на русите се логични и реални, ниту изјавите на Зеленски се логични и реални, но прв пат украинците да признаат дека се повлекуваат. Но јас го споредувам со она што се случи во Херсон, кога па русите прв пат признаат дека од некаде се повлекуваат, што има една доза на фер плей полека да се признае. Полека се гледано етички почнуваат да се признаваат, добро, ние тука загубивме. Но сега има девалвација, нели, тоа е втората фаза на Не, само пред да преđеш на девалвацијата, тоа памти го, тоа е многу битно. На Божич, на православен Божич, русите, Путин самиот понуди примирие. Прекинаувано тоа за... Значи, божично примирие. Некакво, нели, во чест на Христовото раѓање. И тоа беше, нели, онака одбиено од украинска страна. Дали доколку прифатеа, можеби немаше да го изгубат Соледар? Не, Соледар беше загубен очигледно, бидејќи русите фрлија се на една карта, според она што можеме да го видиме овие месеци, со повлекувањето на Херсон, новиот командант на руските сили во Украина, што направи? Ги повлече силите од таа страна на Днепар на која е тешко одржлива. Да, која е одржлива од оваа страна на Днепар, каде што доби една природна граница и сите сили, околу 50.000 војници, според извештаите ги префрли горе на да го даде фокусот и тежиштето на ослободување на Донецката народна република, бидејќи Луганската веќе е ослободена, остана уште Донецката да се ослободи. Таму беа оние борби околу сите тие градови што веќе научивме географија за Украина, речиси сите градови веќе ги научивме и таму тежиштето на битката беше изминатите 2-3 недели почна во западните медиуми да излегуваат геостратешки анализи дека борбите за Бахмут се небитни. Не знам што толку многу русите сакаат да направат пирова победа, доколку ја освојат Бахмут нема да добијат ништо. А само недела дена претходно се зборуваше, истите тие медиуми зборуваат дека тој што ќе го освои Бахмут ќе има контролата врз целата Донецка, односно Донбас, врз целиот регион на Донбас. Така да ние не сме геостратези, не можеме многу да судиме, но руската страна и оние анализи кои доаѓаат од другата страна, значи не само од руските медиуми, туку и од некои западни медиуми, е дека Русија со освојувањето на овој град
и Бахмут, практично ми се отвара еден коридор кон Киев. Иако тоа е географски далеку, сепак гледајќи го земјиштето и геостратешките поставени локации, од Бахмут русите ќе можат да продолжат да освојуваат понатаму, што им е целта не знаеме, но што и да сакаат, полесно ќе може да освојуваат. Според тоа што јас го имам видено, воопшто не се разбирам од. И само сакам да кажам дека и тој дел ќе го уништи тоа чвориште на железнички патна инфраструктура што беше битна за снабдување на украинците, нели на трупите кои се борат, на украинските трупи кои се борат со русите, бидејќи вака се прекинати, не може да имаат снабдување со оружје, со муниција и оние сите најави на западна помош во тенкови и останато, значи не може да допремат воена техника и муниција и оттаму полека тие се изолирани и кога се изолирани не може да действуваат, мора да се повлечат. Зборот ми беше дека по таа линија Соледар-Бахмут, па до реката Днепар, нема поголеми градови, нема поголеми населени места каде што би можело да се организира одбрана. И голем број на воени стручњаци, веројатно со право, јас не можам да судам, смета дека ова е решавачки, дека ова ќе го реши барем од десната страна на реката Днепар. Едната страна ќе ја реши и конечно ќе успеат веројатно да стават под контрола Донбаскиот регион кој не може да го стават никако овие месеци. Сега има и друга приказна дека Пригожин, готвачот на Путин или човекот кој го создаде кој ја создаде оваа Вагнер група, се смета дека таму има многу рудници и дека битката практично... Да, го слушнав за дека се некои рудници за сол. За сол, кој Пригожин, добил ветување доколку успее да го освои тој дел, ке има голем удел. Има концесии таму. Тоа е едната приказна и она што е можеби најважно е намерите на, барем според некакви најави, тие не се потврдени, се разбира, у војна никогаш не се вели ова ќе правиме, но наводно и тој британското разузнавање го потврдува, русите имаат за задача сега да тргнат по еден дел кон Киев и другиот дел да го нападнат оној западен град Лавов или Лавив по најзападниот, најголем најзападниот град каде што ете лично сум бил па знам кој речи си да нема руси и православци, таму живеат унијати, украинци. Тоа е пољаци повеќето живеат таму и во тој дел тој е практично цело време во нова војна. Само првите денови беше ракетиран, бидејќи таму има воен аеродром и воени магазини, па русите првите денови го ракетира со цел нели да ги оневозможат тие резерви на муниција додат на фронтот. Наводно ќе се напаѓа тој регион околу Лавов, или Лавив, повторно ќе кажам. Ќе се напаѓа со артилерија или со војска? И со војска и со артилерија, со цел... А влегле од Белорусија или од... Веројатно да, што е идејата? Идејата е да се прекине комуникацијата на Украина со Западот, односно Полска, и овие најави што ги слушаме изминатиот период на тешко оружје, нешто што Западот одбиваше изминатиот период да испорачува на Украина, освен тие проектили со подолг дострел, тенкови и оклопни транспортери, што нешто ни алудира дека можеби оваа војна влегува во една друга фаза, а тоа е во копнена или тенковски битки, нешто што овие простори таму имаат голема традиција и ние не видовме руски тенкови, нели? Не видовме до сега употреба на руски тенкови, а за украинците исто така не знаеме какви и колку тенкови има, но со овие притисоци и оваа приказка цела дека американците ќе испорачаат оклопни транспортери, самоодни артилериски орудија. Тоа не се тенкови, значи да не мешаме. Тенкови, но тоа е тешка артилерија. Да. И ако се земе во предвид дека германците се под притисок да ги испорачаат тие фамозни и легендарни леопарди, но и британците кои исто така најавуваат испорака на челенџери кои исто така не се тенкови, но се оклопни самоодни орудија, се укажува дека можеби се подготвува во пролетната, би рекол, варијанта на војната, да дојде до копнени, пожестоки копнени битки, значи не артилериски, ракетни како што беа до сега, туку да видиме нешто што сме гледале у минатото, а тоа е пешадески, оклопни битки и конечно битки од воздух. Ние не видовме нигде авиација, ние сме научени
кога сме ја гледале, кога сме ги гледале САД и Британија и Франција да интервенираат во оние држави изминативе 30 години, секогаш гледавме ракетни напади, воздушни напади, на крај копнена инвазија. А овдека русите воопшто не го искористија военото воздухопловство. Го користат, но Не го нема никаде. Во Сирија многу беше тоа. Овдека не. Многу е лесно да имате воено воздухопловство кога противникот има калашникови. Сакам да кажам дека ние сме сега сведоци на еден нов тип на војна со дронови. Тоа го зборувавме у претходните анализи како се почнало, бевме сведоци прво на бојни отрови, па на артилериски одори, нели историски, сега дојдовме последно се дроновите. Но генерално велат у армиите каде пешадиска чизма не застанала, таму војната не е завршена, па веројатно ќе се оди до таа варијанта, доколку не дојде до некаков прекин на огнот и примирие. Ама шанси за мир сега до сега видовме дека во Киев има еден победнички дух каде што се ветува дека ќе се ослободи Украина. И во Москва е така. Москва воопшто она е агресор у случајов, срамоте уопште и да се повлече. Ќе видиме што ќе биде и дали ќе дојде до клучна копнена битка или можеби претходно ќе дојде до некакво примирие и на зелена маса ќе се договорат, но за да дојде до тоа, еве ја гледаме Русија и незината воена тактика и доктрина во моментот, да тоа е намерата по Бахмут, а веќе тоа е готово, украинците се повлекуваат од таму, ќе почнат веројатно да ги гаѓаат оние комуникацијски линии и воздушни и копнени, од каде Западот треба да ја снабдува Украина со војна помош. Сега таа војна помош можеби ќе се тргне и на Киев, можеби ќе се тргне и на Одеса, не знаеме, ќе видиме. Во секој случај војната влегува во една нова фаза. Значи, имаше прва фаза, тоа беше онаа специјална операција, па потоа имаше... Која се покажа неуспешна компletно. Да, мораме беше да констатираме погрешна проценка. Да, погрешна проценка на руското разузнавање. Потоа имаше втора фаза во која не била Мариуполска. Да, па тоа беше првата фаза, беше Мариупол. Така кажа. Првата фаза беше обидот да се влезе во Киев. Да, онака на неуспешен. Пешки. Вториот во Харков неуспешен. Тогаш третиот за да се одбрана честа русите удрија со жестоки сили на Мариуполь, каде што видовме дека цената беше преголема што ја платија. Од друга страна, сега геостратешки, морам и тоа да го кажам, Мариуполь не беше очајнички обид на руската армија. Ако земеме геостратешки да гледаме, Мариуполь со освојувањето на брегот на Азовското море, практично се заштити Крим, нешто што на русите многу им е важно и не знам дали забележуваш дека сите овие копнени операции кои се случуваат во русите ги прават во Украина од сите страни да успеат да го заштитат Крим, бидејќи стравуваат од оние најави на Зеленски кој нели отиде до таму да дава изјави дека до пролети Крим ќе падне, така да со освојувањето на Мариуполь практично Азовското море стана нова брана и заштита на Кримскиот полуостров, нешто што на русите многу им е геостратешки важно. Потоа со Херсон испадна приказната, еве тоа се поставија таму, Бахмут паѓа, Лугански, Донецк веројатно ќе бидат речиси целосно ослободени, условно речено освоени. Добро, освоени, лошо се изразив. И сега ќе видиме што понатамо. Дали може би тука ќе запре Москва и ќе каже, добро, еве специјалната операција заврши, овие територии што ние ги прогласивме дека се дел од Русија ги ослободивме, па ќе седнат на преговарачка маса или ќе одат подалеку кон Киев. А за да одат кон Киев, веројатно мора да ги следат овие комуникацијски линии, така да не знам што ќе биде, никој не може да предвиди. Едно е сигурно, почнува полека некои работи кои беа табу овие месеци да се признаваат, да ги признаваат двете страни и веќе почнува да се шпекулира, велам, или да се потврди на информација од ЦИА во 2000 година дека Украина ќе се подели на два дела. Изминатиот период има некои опции Украина да го има корејското сценарио, односно по некоја географска паралела да се подели еден и друг. Дури во еден полски весник некни читав, сега морам да признам дека користев превод од некој неофицијален извор, бидејќи полски јазик не разбирам. Ние само да се оградиме дека ова е све што можеме да прочитаме, не можеме да знаеме. Каде што наводно во полската елита, во врвот на државата, се разгледувала сценарио да се окупира
западниот дел на Тоа е Полска, тој тоа е Лавив. токму Лавив, Ивано-Францискска, Франковска, да. Франковска, добре, ја ова западната, австро-унгарската Јас случајно сум конотација, бил у тие опција. места, Да. заради тоа ги знам и некој не би И, можел да ги знам. Значи, дека дури се размислува тоа Полска, значи да се купира оној дел кој што можеби е на кој што Полска полага историско право. Значи само да појаснам, тој дел се препојува кон Советскиот сојуз, а и кон Украина по Втората светска војна, како е вид на награда на Советскиот сојуз за Но успесите таму има еден проблем, таму е многу Втората светска мешано, војна. бидејќи таму имат и унгарците полагаат право, и словаците полагаат Точно, право. да. Тоа се унијати. И романците, дури и И романците. Но еве, кога веќе го отвори разговорот, имаше неколку сценарија дека доколку продолжи овака, дека Полска, Унгарија, Полска и Унгарија особено ќе се обида да си ги земат деловите. Од друга страна, тука и Романија, каде тоа се членки на НАТО, да подсетам, една од опциите на русите беше да се оди преку Одеса и да се дојде на Делтата на Дунав. на делтата на Дунав, Веќе кој е Балкан. романски дел, да. И тоа беше едно од опасните сценарија, каде што веројатно западните војни експерти... Тоа се уште не е исклучено кога Да, дојде до но Одеса. западните тоа е- војни експерти покажа кај Херсон. Тоа беше битката за Херсон, практично. Од Херсон да се продолжи на кај ова, што го рече ти, кај Дунав. Веројатно, тука ќе дојде некој компромис да се разговара, русите да не одат вамо, но за возврат украинците да мора да се повлечат од некои точки, а тоа све ќе биде на некоја огромна донаторска конференција, бидејќи големи пари се фрлени во Украина. Украина ми се чини дека со оваа помош што ја добива е веќе не е своја, значи е веќе многу должна, нели, на крајот секогаш мора да се плати сметката што сте ја Да, трошиле. е задолжена за да може да биде Ќе по видиме. војната да биде Јас некој не фактор. верувам у тие сценарија дека Полска може да влезе во да си го земе тој дел, бидејќи украинците реално гледано... Јас само цитирам што прочитав, да. Тоа јас го имам прочитано, меѓутоа не верувам дека ќе биде дозволено на Полска, која па и самата во време на во време на војните на Наполеон беше така создадена, дека сега ќе дозвола да продолжи да се шири кон исток, така да веројатно повторно ќе кажам, можеби најлогична варијанта е оваа корејска, да дојде до некаков договор, а тој договор веројатно би бил Што би била 38 паралела? Па реката јас мислам Днепар? дека регионот на Донбас, Днепар, само да не се амбицираат русите да го бараат и Запорожје, оној дел... Добро, 80% од Запорожје е во нивна. И Днипро, бидејќи Днипро А, или Днепропетровск. Днепар Петровски или Днипро, ќе подсетам, е многу битен стратешки град, бидејќи русите сакаат да дојдат до него, да го освојат и да поделат Украина на пола. Да, тоа би било пола-пола, да. Токму затоа велам, ќе видиме што ќе биде, ми се чини дека ова се клучните битки кои се далеку од очите на јавност, каде што треба да направат војските, односно русите, па и украинците предност на терен, за кога ќе седнат на преговарачка маса, имаат аргументи, од каде би можеле да направат компромис и што би добиле. Но ми се чини дека Донецк и Луганск со падот на Бахмут дефинитивно е исполнета како цел, што беше на Се последните точки во Донбас, предпоставувам. во Последните Донецк, големи да, точки бидејќи во Донецк. Луганската област е Речи си освоена. 99%, а оваа Донецка имаше голем проблем и еве со падот на Бахмут ќе биде веројатно целосно споена и така и самата елита во Кремљ и Путин ќе имаат образложени аргументи, еве ние исполнивме целта. Додуше скапо ја плативме, додуше долго време траеше, но ќе имаат сами пред себе и пред својата јавност дека ипак имале некаква успешна акција, бидејќи ова до сега беше на раб на катастрофа. Дејан, ти благодарам. Утре повторно се гледаме во исто време. Биди спремен со... Кој знаеш, за кој град утре ќе збориме? За кој град ќе зборуваме утре. Јас само би посакал да биде што помалку интересно во И што побрзо да твојата заврши рубрика. целата, да има да разговараме за еве, можевме да кажеме Премногу информации имаш во последно време, не е тоа Много добро. има. Добро, морам да кажам дека е добрата страна у денешниот ден што нема за Косово ништо, што значи дека е мирно. Тоа е добро.